Граѓанските иницијативи во Македонија имаат проблем со окупиран простор од политичките партии повеќе од 20 години. Тоа систематски се правеше, но сега значително е поголемо одземање на тој простор во последните 5-6 години. Значи, освен партиите, право на креирање на политики имаат и невладините организации, граѓанските иницијативи и секој интелектуалец, поединец или секој човек кој се осеќа способен да креира политика. И ние овој простор ќе мора да го вратиме. Ние им го предадовме на политичките партии така некако без борба. Тие на нас сигурно нема да ни го вратат. Ако го заслужуваме, него ќе мора да се избориме. Исто како што слободата се изборува, така ќе мораме да си го земеме назад и простор за креирање на политики и граѓанските иницијативи конечно да учествуваат повеќе во демократските процеси во државата. Вториот проблем е зашто се потребни граѓанските иницијативи е затоа што власта, освен што го зема просторот, ги поклопи и медиумите, но ги поклопи уште пожалосно синдикатите. И денеска тие што треба да ги бранат правата на работниците се всушност најголеми потпароли на владата. Простор за активизам има огромен. Вика еден пријател дека нема една сфера во нашата држава која да функционира како треба. Јас ќе почнам, ќе наведам неколку. Социјалната политика. Денеска ние сме по устав социјална држава, него социјалната политика е катастрофална. Едно социјално загрозено семејство прима некаде околу 2000 денари, 4-члено семејство, а само сметката за струја е околу 6000 денари преку зима. Како они очекуваат тоа семејство да може да ги плати сметките, не знам, но затоа знам дека им праќаат извршители. Има преку 40.000 семејства кои државата ги признава, кои се социјално загрозени. Се претпоставува дека во овие 5-6 години се избришани повеќе од 20.000, значи реалниот број некаде околу 60.000 социјално загрозени семејства. Имаме проблем со здравството, истите тие социјални случаи не може да се излечат, а и тие што може да се платат кога ќе отидат преку зима во некоја болница, лежат во ладни болници каде грејењето се пушта само 2 сата преку денот. Нормално тоа не можете да го видите на нашите медиуми. Образованието, многу од училиштата исто така не ги исполнуваат условите, децата преку зима седат во ладни простории, дури има училиште каде што нема вода за пиење за децата, па им викаат да земат по литра вода од дома. Значи простор за активизам има многу. Мене ми се драконо и простор во борбата против национализмот, која за жал власта и партиите во власта предизборно секогаш го искористуваат национализмот за да ги покријат економските порази и го заведуваат народот. Значи, простор за активизам има во секоја област.